Никола Груевски и Христијан Мицкоски влегоа во отворена војна. Недоразбирањата меѓу поранешниот и актуелниот председател на ВМРО ДПМН, за којот поодамна се зборува во политичките кругови, кулминираа деновиве и добија јавна форма. Меѓусебно пресметување преку социјалните медиуми за тоа дали измените на кривичниот законник не се донесоа за, меѓу другото, Груевски да се одоброволи и преку своето влијание во партијата да издействува поддршка за уставните измени. Денеска редот му беше на Мицкоски да му одговори на екс-шефот и на човекот кој го избра за свој наследник. Никола, немам намера со јавни преписки да бидам дел од сценариото за создавање раздор во корист на оваа власт. Еден ден кога ќе се видиме очи во очи, ќе ти кажам и детали ако си подготвен да ги чуеш. Нема да дозволам да се заборави што прави оваа криминална власт за да остане се подолго креирајќи атмосфера каде се губи надежта на граѓаните за правди за правдина. Ако ти сакаш раздор, тоа е твоја одлука на која сум подготвен да се спротивставам, бидејќи не станува збор за лична битка, туку битка за Македонија, која се повеќе тоне во криминал, каде се оди против волјата на граѓаните. А нас политичарите народот не бира и ние одговараме пред народот за нашите постапки. За Македонија не смее да има пазар и договори под маса. Како велеше, вистината е како шило, порано или подоцна ќе излезе, а вистината ја знаеме и јас и ти, напиша на Фејсбук лидерот на опозицијата. Веднаш по постот на Мицкоски формално согласи и ВМРО ДПМН. Поранешниот едно време неприкосновен партиски лидер доживеа да го критикуваат неговите некогашни најблиски соработници. Власта на чело со Ковачевски и Ахмети преговара амнестија за Груевски со цел тој да влијае на поделби во ВМРО ДПМН и евентуално да им помогне да се изгласаат уставните измени. Измените во кривичниот закон не се случајни, имаат двојна цел. Првата цел е да се амнестираат функционери од актуелната власт, кои во изминативе години, за жал, ја ограбуваат државата, и второ да се влијае на процесите кои што се однесуваат на Груевски. Реакциите и на Мицкоски и на ВМРО ДПМН следат по вчерашното обраќање на Груевски во кое тој побара од партискиот врв и од самиот Мицкоски да ги објаснат тврдењата дека тој се договорал со власта. Дали може лично тој јавно да каже со кој мој потек, изјава, надпис или било што сум се обидел да ја поделам партијата и да даде доказ дека јас сум прифатил валкана игра со власта која треба да ја спроведам со помош на мои приврзаници во партијата. Се надевам дека одговорот ќе е јасен, недвосмислен, директен и личен, исто како изјавата, без префрлање на изјави на представници на партијата, портпароли, напиша Груевски. Од другата политичка страна, владеачката коалиција сака да покаже дека сака да се дистанцира и од натрепартиската состојба во ВМРО ДПМН и од целата ситуација, законски измени за поддршка за уставни измени. Демократската унија за интеграција будно ја следи големата загриженост во редовите на ВМРО ДПМН и длабоките поделби што се појавуваат во битката меѓу интеграцијата и изолацијата. Оваа внатрешна битка меѓу силите во ВМРО ДПМН кои се залагаат за интеграција на земјата во Европската унија и оние кои предпочитаат изолација се одвива на грб на државата и нејзините граѓани, соопштуваат од ДУИ. Истото го велат и социјалдемократите. СДСМ нема намера да се меша во меѓусебната пресметка во ДПМН и анти-ЕУ кампот. Мицкоски да не остави надвор од внатрешните поделби и сам да си ги решава кавгите во ДПМН. Особено што токму Христијан Мицкоски треба да одговори за деловите со Груевски. Дали на овој начин, со лажни обвинувања, Мицкоски ги прикрива барањата за амнестија на неговите сопартици заради незадоволството токму од него. Одговорот од опозицијата е: не ја потценувајте ВМРО ДПМН и народот. Остануваме обединети. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.